она што следува во продолжение на програмата е вториот разговор за ова утро. Нашата Искра и незината гостинка се веќе во корнерот, односно во десниот агол десно од мене. Наша гостинка Билјана Костадинова, која што ни доаѓа од Нула отпад. Билјана, добро утро. Христос воскресе, за многу години великденските празници. Навистина воскресе. Така е, амин. Ке зборуваме за екопарада. Учесниците преку игра учат за селектирање и управување на отпад. Ама тоа не е се. Вие сте тоа не е се. Да, вие сте и од Нула отпад. Ке ве оставам со Искра, јас да не се мешам. На некој начин ќе заокружиме целата она дебата што имавте со гледачите и морам да им кажам на гледачите дека Билјана ги пофали дека многу убаво дискутирале на темата. Да. Но сега си имаме компетентно лице да завршиме на таа тема. Добро утро, Билјана. Добро утро. Главниот повод поради кој што сте овде е денешниот ден и активностите што ги имате на денешниот ден, но самиот денешен ден, светскиот ден на планетата Земја. Искрено да ви кажам, прво нешто што помислив за овој ден е кутра Земја, што се и правиме и како ли не трпи, но вие кои што сте многу подлабоко навлезена во заштитата на животната средина, што за вас представува овој ден? Овој ден се прославува 92 година со конференцијата на Обединетите нации како една глобална платформа каде што се повикува јавноста и се свртува вниманието токму кон нашиот единствен дом кој што го имаме, а кон кој не се однесуваме како што треба. Така што овој ден е навистина за едни вакви убави дискусии, но и како што кажа едниот гледач, не само да дебатираме и да зборуваме, туку и да правиме. Да делуваме. И да делуваме. Убаво е да зборуваме и да ги насочуваме и мотивираме граѓаните како правилно се постапува, но убаво е и со пример да ги повикаме секој лично со својот чекор правилен кој што ќе го направи, да направиме нешто убаво за планетата Земја. Билјана, јас мислам дека со текот на годините веќе се надевам дека веќе сите знаат што е Нула отпад, но еве сепак како вове да подобјасниме во куси црти што е Нула отпад и пред се зошто постои. Така, Нула отпад постои од 2013 година и представува друштво за управување со отпад кое што се грижи за постапување со електронскиот отпад и отпадните батерии и акумулатори. Значи постоиме за правилно да се селектира еден од проблематичните видови на отпад, тоа е електронскиот отпад и отпадните батерии и делуваме согласно законите од 2013 година и од тогаш представуваме поим за позитивни вредности токму во доменот на заштита на животната средина. Да, убаво го формулиравте, го ублаживте проблематично, јас би рекла, може да се каже дека е опасен отпад. И покрај тоа што вие постоите и што знаат дека вие постоите, сепак има два моменти, а тоа е што сепак го фрламе насекаде. Тоа е едниот момент, а другиот е дека го чуваме за не дај Боже да не затреба. Што е поопасно од двете? Така, голем дел од загадувањето кој што го правиме ние како луѓе се должи на две причини. Едната е неинформираност, едната е несовесно и неодговорно однесување. За несовесното и неодговорно однесување многу се дискутираше во вашата утринска програма денеска. Другиот дел е неинформираност, затоа сме и тука да ги информираме сите граѓани дека постоиме, дека има лесен начин како некој бесплатно да дојде во вашиот дом и да го преземе вашиот електронски отпад и отпадни батерии. Мислам дека тоа треба да се потенцира и гласно се каже бесплатно, затоа што мислам дека тоа ќе ги потикне, така? Ете, секој е одговорен за отпадот кој што самиот го создава. Не можеме да очекуваме дека некој друг ќе се грижи за нашиот отпад. Тоа што го имаме дома и што го чуваме, треба да се јавиме на еколинијата 070-236-000 и ќе дојде екипа со лиценцирана транспортна фирма и бесплатно ќе го подигне од прагот на вашиот дом. Одговорноста е ваша да го кренете телефонот, да ги повикате службите, да дојдат и правилно да постапат со отпадот кој што ние самите го создаваме. Значи има една таква достапна услуга, кога нешто такво постои, зошто би си го чувале тој отпад? Сега имаме навистина некој менталитет да чуваме работите во надеж дека можеби некој ден ќе ни притреба. Ако повеќе од една година таа работа не сме употребиле, веројатноста да биде употребена е многу мала. Особено како што се развива технологијата, сигурно нема да токму така, застарува и не е во функција. Наместо да трупаме непотребни работи во домот, еве зошто не направиме место за убави работи и за убава енергија, едноставно да се јавиме, да ги тргнеме тие работи од нашиот дом и да се направиме место за убави работи. Сега е пролет, пролета е убав потсетник да направиме убави работи во домот.
да внесеме нова енергија, па ете, да ги повикаме граѓаните да се направат една пролетна чистка, да го кренат телефонот, да видат се што не им треба и да се јават за да истиот правилно се преземе и третира. Во спротивно, ајде еве малку да се подуплашиме, некогаш и стравот позитивно делува. Кој е, да речеме, најопасното сценарио? До што се може да доведе чувањето на тој електронски отпад? Така, чувањето на електронскиот отпад во нашите домови, тие уреди сами по себе, не изложени на надворешни услови, не представуваат опасност за нас во домот, се разбира доколку не ни пречат во истиот. Но, доколку овој отпад го фрлиме мешан со останатиот отпад и неправилно се третира, веројатноста да заврши на депонија е многу голема. Повеќе од 80% од пронајденото олово на депониите, кое што се знае каде завршува во почвата, навлегува во подземните води и навлегува во синџирот на исхрана, олово, жива, кадмиум, сите тие метали кои што електрониката во себе ги содржи, доколку се најде на депонија, каде што ќе биде изложена на надворешните услови, многу лесно ќе го најде патот до воздухот, водата и почвата. Ќе навлезе во синџирот на исхрана и се знае каде повторно се враќа преку храната на нашата трпеза, во храната растена на таква почва. Овие метали се имаат поразително дејство врз здравјето на луѓето, посебно се ранливи децата, прво бидејќи се во развој, а второ заради нивната релативно мала маса. Така што храна богата со тешки метали значително го загрозува здравјето на нашите деца. Забележани се многу последици како по вниманието на децата, од полесни облици како намалено внимание, хиперактивност, па се до посериозни заболувања кај нашите најмили, кај човекот исто така намалување на концентрација, нервниот систем е засегнат од овие тешки метали, така што има поразителни ефекти по здравјето на луѓето и останатиот свет. Така што правилното селектирање и немешање на овој отпад во голема мера го заштитува нашето здравје прво. Со тоа што правилно ќе постапиме со овој отпад, ние го заштитуваме нашето здравје и здравјето на генерациите по нас, бидејќи воздухот, водата и почвата се неуморни креатори на се што е живо. И тие мораме да ги одржиме во добра состојба ако сакаме и генерациите по нас да траат и да имаат квалитетен живот. Па од тука секој чекор кој што го грижа и кон природата, а и кон нас самите, впрочем. Што се имате затекнато по домовите? Кога сте биле на терен, да речеме, после оваа еко-линија, да соберете? Па, наоѓаме преполни подруми со стари телевизори од не знам која година, кои што се чувале, некои ради некои емотивно поврзување. Првиот телевизор што сме го купиле или не знам. Често и емотивно се врзуваме за работите. Така што наоѓаме на преполни подруми кои што се чуваат во надежда дека ќе притребаат фрижидери, шпорети, машини, телевизори, стари радија, обично за тие се приврзуваме, грамофони. Рековте дека имате започнато во 2013-та, во текот на сите овие години, дали се навикнуваат веќе луѓето да користат оваа линија, дали расте количината на отпад што ја собирате? Така, еколинијата навистина се користи, веќе добар дел од граѓаните ја познаваат услугата и ја користат. Имаме повеќе од 20 јавувања секојдневно за преземање од целата територија на државата и еве можам да кажем дека дава резултати користењето на еколинијата, како и континуираната работа на подигнување на јавната свест кај граѓаните за правилна селекција. Ако 2013 собравме 2 тона батерии, денеска собираме нешто повеќе од 25 тона батерии. Или пак електронскиот отпад, ако сме почнале со 200 тона, денеска се собира над 2500 тона на електронски отпад. Така што имаме некој очекуван нагоре на раст и во однос на подигнување на јавна свест и во однос на собрани количини, кое што пак резултира со се побрзиот развој на технологијата. Агресивниот маркетинг не тера да купуваме ново и ново, секој нов мобилен кој што ќе засакаме да го имаме. Колку повеќе има возможност на сетилата работи да ги видат, толку повеќе посакуваат. Тука е нашата ненаситност во тој поглед, така што еве и апел би дала човекова природа и голем дел од работите кои што ги фрламе се купени во недостаток на свесност или свесен избор. Често купуваме работи кои што и не ни се потребни, многу брзо стануваат отпад. Па така еве и една порака да размислиме пред да купиме нешто дали навистина ни е потребно, а уште два пати да размислиме
пред да го фрлиме тој уред кој што претходно сме го користеле. Значи, доколку уредот се уште функционира, совет да се даде на некој близок, да се продолжи животниот век, да се продолжи да се користи, или пак постојат добротворни организации каде што можеме едноставно да ги подариме некому кој што нема таков уред, ако ние сакаме веќе да си купиме некоја најнова верзија која што излегла на полиците во продавниците. Сакам да ве прашам малку околу тој самиот концепт на нула отпад. Вака малку утопистички делува да има постои земја со нула отпад. Утопистички делува, меѓутоа е еден концепт кој што човештвото го развило за да се бори токму против ова потрошувачко општество кое што го правиме и тоа свесно купување на работите кои што веруваме дека ни се потребни. Но имало, колку што разбрав, ако е тоа точно, имало земји каде што 99% од отпадот се користи како ресурси, само 1% завршува на депонија. Да, значи тоа е, за да го имаме, за да имаме таа идилична слика, прво мора да имаме селекција. За да може отпадот да се рециклира, прво мора правилно да се селектира. Тука и во тој дел ние имаме инфраструктура за селекција на ситен електронски отпад. Повеќе од 400 контейнери се поставени во повеќе од 40 општини во нашата држава, но тука повторно се соочуваме со два проблеми. Првиот е неселекција, односно мешање на секаков отпад во контейнерите, а втората е и поривот за кој што зборува и гледачите денеска, имаме како општество некој деструктивен порив на самоуништување, на уништување на она што е поставено за јавно добро за сите нас. Во првата општина кога го поставивме првиот контейнер, веќе следниот ден беше превртен и поставен на сред пат. Значи, од каде е таа потреба, прво загрозуваш нечија безбедност. На сред улица се поставува објект кој што некој може да не го забележи. Значи, доведуваш во опасност. И второ, која е потребата, нешто што е поставено за селекција да не служи на сите нас, зашто би се превртело и би се поставило на сред улица. Значи, тој деструктивен порив кај нас, за жал, поминува неказниво, затоа што отсуствува делот со санкции. Убаво е да пофалиме работи кои што се случуваат, да ги мотивираме граѓаните да селектираат, но не можеме да дозволиме и кога се уништува нешто што е поставено за сите нас. Значи, тие се два проблеми со кои што се соочивме. Едното е неселекција и мешање. Да речеме, имавме пред сет имал контейнер поставен, а до нас контейнер за облек. Еден до друг. Едниот зелен, едниот црвен. На двата контейнери убаво обележано кој е зашто е. Штом го отворивме контейнерот за електронски отпад, однатре излезе огромни количини излегува на облек. Едно до друго, а сепак погрешно поставено. Значи, малку да внимаваме тој момент кога го фрламе отпадот, да забележиме на контейнерот зашто е. Многу е лесно, кога се поставени еден до друг, едното ќе го ставиме во едниот, другото во другиот контейнер. И за таа цел ги поставивме во овие контейнери. А не е тешко, така? Не е тешко. Веќе си дошол до таму. Сме дошле до местото, два посебни, секој да си се стави на своето место. Затоа и ги ставивме овие контейнери, како што имаме можност комуналниот отпад кога ќе излезам јас од местото каде што живеам да си го фрлам комуналниот отпад, зошто да немам за мобилниот, за пеглата, за малите уреди, наместо да чекам да дојде екипата од еколинијата за тие мали уреди, зошто да немам место каде што правилно ќе го одложам и ќе знам дека тоа нема да заврши на депонија и нема да загрозува ничиј живот и ничија безбедност. Добро, разбирам, значи вие се покрај другото имате задача да не воспитате. Подигнување на јавната свест е обврска. Воспитување е тоа, да. Ајде да видиме еден од начините се вашите акции по повод денешниот ден, да видиме што организирате. Така, денеска имаме еден убав настан, тоа е Капитолијада, вообичаено се одржува на 1 април, меѓутоа заради ситуацијата која што се случи во нашето општество, ја преместивме на овој убав ден, за да можеме радосно и со смеа да ја прославиме како што треба. Значи, Капитолијада е еден традиционален проект кој што е во соработка со општина Аеродром и Капитол Мол. Последниве 2 години и амбасадата на Република Словенија даде поддршка во организација на еден ваков проект, бидејќи навистина ги инспирира децата од нешто што е отпад да направат маски
и да учествуваат на едно еко дефиле со истите тие маски. Можно се еве родителите наместо да се фрлат на консумеризам и за денот на шегата да купуваат маски, зошто да не го искористиме отпадот кој што го имаме дома, да поминеме едно квалитетно и креативно време со нашите најмили и да направиме нешто кое што ќе биде забавно за сите нас, а воедно и можност да освоиме награда. Имаме убави награди. Денеска на еко дефилето ќе бидат доделени наградите. Имаме велосипед од Амбасадата на Република Словенија за првото место. Второто место е лаптоп, го доделува нула отпад, имаме детски тротинет, имаме мобилен телефон и многу други дополнителни награди, бидејќи имавме повеќе од 50 пријавени маски, што навистина... Ги видовте биле на маските? Да, навистина се импресивни. Креативни се доста? Импресивни се, креативни секоја година одново не изненадуваат. Оваа година имаме многу ракети кои што се грижат и ја пренесуваат пораката и надвор од нашава планета Земја. Имаме многу такви летала направено, нешто се хит тие оваа година. Секоја година имаме навистина убави и креативни маски и секоја која што е направена по прописите на конкурсот, денеска ќе бидат соодветно наградени и ќе се забавуваме во 12:30 во Капитол Мол. Одлично. Сигурно ќе е весело и доста бучно што ќе има толку многу дечиња на едно место, но имате уште една акција денес, така? Така. Деновиве се одвиваше и акцијата Растеме екосвесни во соработка со Телеком. Учествуваат две градинки од општина Аеродром, градинката Бубамара и Срничка, сите објекти од овие две градинки, основното училиште Ѓорѓе Апулевски и Лазо Ангеловски од општина Аеродром и Мајски цвет од Тафталиџ. Значи, акцијата беше собирање на мали електрични уреди, фокусот беше на мобилни телефони, полначи, да ги собереме тие ситни работи кои што дома сите имаме по некоја фиока каде што ни се изнаставани тие работи кои што не ги користиме и дечињата навистина си ја сватија својата обврска одговорно и сериозно како и секој пат кога постапуваат во нашите акции и собравме навистина голема количина на вакви ситни уреди кои што воспротивно би завршиле на депонија. Така што и тука имаме награди за во училиштето оделенијата кои што ќе соберат од надпреварувачки карактере за да ги мотивираме нели што повеќе да бидат ангажирани. Одделенијата во училиштата се надпреваруваат меѓу себе, а градинките објект со објект, бидејќи има секоја градинка по 6 објекти и наградата ја доделува Телеком, тоа се прочистувачи за воздух за награденото одделение. Поврзано со тоа. Да. Да споменем уште неколку моменти, тоа се акциите што ги имате во Охрид, Велес. Така, тековно и континуирано имаме акции за собирање на овој вид на отпад. На сите тие акции во училиштата и градинките претходат едукации, кои што ги правиме како нула отпад, а после тоа нели теоријата ја поврзуваме со пракса за да овозможиме трајност на ова знаење и крајниот резултат формирање на навика. Навика за селекција на овој вид на отпад. Возрастни генерации тешко веќе да ги превоспитате, па сега на помош да ни дојдат децата. Фокусот ни е на децата и целта ни е да создадеме едни нови генерации кои што ќе знаат како да се грижат и како да ја унапредат животната средина. Морам да кажам дека преку развивање на чувството за емпатија, бидејќи навистина е тоа важно, да се грижиме. Она што ни недостасува е токму тоа, еден гледач каже инертно однесување, не ни е грижа што се случува. И често и ние луѓето велиме на мене ли остана сега јас да ја спасувам планетата Земја. Можеме тој став да го преформулираме и да кажеме на планетата Земја е потребно се што можам јас да направам јас, а не обратното. Значи секој чекор кој што го правиме како поединец ќе допринесе за пошироката слика да биде поубава и подобра. Како што спомна и секој по едно дрво да засади, надвор сликата навистина ќе биде нема да биде депонија и купишта отпад, него ќе биде зелено. Ќе си внимаваш на тоа дрвце, така. Тука е таа грижа и емпатија и децата ја практикуваат. Имаме посебна програма за децата Суперхерој 0, која што беше 2023 и добитник за општествена одговорност, бидејќи навистина дава резултати кај децата. Децата се грижат и кога знаат како треба да се постапи, не дозволуваат дома никој да фрли батерија во обична канта или пак да го фрлат големиот уред каде што не треба. Билјана, за жал немаме многу време, имаме еден настан што многу би сакала убаво да го објасним, но ќе мораме накусо, а тоа е генералката. Како што си правиме пред Великден генералка во домовите, треба секако и во нашата околина. Каде ќе биде оваа генералка? Би сакала сите да се вклучиме кога би било можно, Токму така? и
И тоа е идејата и убавото во оваа акција, во организација на Man and Mountain. Оваа година, како изминатата, повеќе од 80 општини се вклучени во генералка викенд. Се случува месец мај и импресивно е што е тој викенд во сите општини, на многу локации, сите заедно ќе си ја чистиме нашата животна средина. Посебно оваа година имаме новитет електрогенералка, бидејќи сакаме да ставиме акцент на електронскиот отпад. Во секоја општина во одреден период ќе се собира електронскиот отпад. Така што еве мотив за повеќе од 80 општини, многу волонтери, многу училишта се вклучени во ова, можеби една од најмасовните и на Балканот акции за чистење. Нас навистина ни е потребна. И така, како една од најзагадените земји во светот, потребна ни е најмасовна генералка. Најмасовна генералка, но за жал немаме копче сейф откако ќе изчистиме да оставиме така, затоа мораме да го практикуваме тој грижлив однос и понатаму правилно да се грижиме за отпадот кој што ние прво го создаваме. Самите. Бијана, многу ви благодарам. Знам дека имате многу ангажмани денес, така што ќе ве ослободиме сега.